Околу 90 вработени во јавното претпријатие Чистота и Зеленило имаат правосилни и извршни пресуди за неисплатен годишен регрес и новогодишен додаток за период од 3 години, заради што во тек е постапката за извршување. Директорот на Чистота и Зеленило Ненад Стојановски информира дека ќе бидат преземени сите действија заради начинот на кој се попишани стварите во претпријатието и ги повикува сите надлежни институции да се вклучат во разрешување на случајот, за да не биде донесена во прашање основната дејност на комуналното претпријатие собирање и изнесување на смет. Со оглед дека компјутерите во претпријатието се попишани и не смеа да се користат, не функционира ниту центарот за наплата, заради што Стојановски апелира граѓаните да ги плаќаат сметките во останатите наплатни центри или пак електронски. Од друга страна пак Стефан Стојмановски, адвокат на дел од вработените во Чистота и Зеленило, информира дека во просек вкупните трошоци и камати по вработен кој што има правосилна извршна пресуда изнесуваат околу 200.000 денари. Постапката за извршување може да запре доколку претпријатието им го исплати за останатиот долг. Од минатата недела, поточно 11.6, имаме упад на извршител, би морал да го дефинирам како упад. Има извршно действие и обид за попис, односно веќе се пропишани подвижни ствари дека ќе сплатен за ниво. Овој случај датира уште од пред 6 месеци. Значи, станува збор за правосилни и судски пресуди од 2021 година за неисплатен годишен регрес, односно К15 на вработените за 3 години, и случајот има своја почетот на некоја си разрешница од декември, кога адвокат Стефан Стојмановски, кој што е полномоштник во сите предмети, односно во најголемиот дел од предметите за вработени кои ги водат овие постатки, вкупно 37 предмети, има и други адвокати, па тоа се сепно 90 предмети, тргна во постапка на по налог на блокирање на нашите возила за изнесување на смет. Од тоа започна тој моментум и ние се докажувавме до заточно судена за да можеме да ги ослободиме истите возила. Тоа значи дека ЈП Чистота и Зеленило, односно граѓаните на град Куманово беа блокирани во нашата работа за да можеме да функционираме. За истите возила се користени два извршители, едната е неговата сопруга, нешто кое би требало да се го испитуваат надлежни институции, уште еден извршител, и за прв пат дојде блокада на точно 11 возила кои тие си ги определиле, а тоа се сите возила кои се во погон, значи кои што се во функција. За сето тоа надлежна е председателката на суд, ние баравме изземање. Значи правевме вештачење, имаше известно пролонгирање за целокупната постапка и тој процес заврши пред околу 1 месец. Со тоа што истите беа изземени од извршување, меѓутоа во самото вештачење беа уфатени најголемиот дел од останати средства кои што се средства за работа. И ова е своевиден преседан во нашата држава, затоа што ниту едно предпријатие не е блокирано на еден ваков начин. Ниту еден извршител нема презирано действие према јавното предпријатие, а сите средства што ги поседува јавното предпријатие, а и оние што не ги поседува, нормално дека служат за основно функционирање. Што се однесува до самото попишување на стварите, ако можете забележите, овде има попишано и известни стики. Прво да речеме, тие стики не се собственост на ЈП Чистота и Зеленило, како и приватен имот на известни вработени, меѓутоа реков дека тоа ги го оставиме за постапката. Едноставно има тела кои што ги мониторираат самите извршители. Тоа е омрен извршители, а тука екс официо би требало и Министерство за правда да си уземе случајот во своја рака и да видиме нели како ова сето ќе заврши. ЈП Чистота и Зеленило не бега од долговите према своите вработени. И нормално е дека имам цел и намера да ги исплати тие долгови, едноставно вработените си ги заслужуваат тие средства, меѓутоа не е можно во состојбена рамка да исплатите долгови кога ви имате ограничени можности за плаќање, затоа и постои таа рамка, која рамка се донесува секоја година, која рамка ја определува председател на Основен суд на територија кај што се наоѓа јавното предпријатие, во овој случај Основен суд Куманово, и ние по претходните покачувања на плати, кај што имаме покачување за 2 години од преку 50%, сме доедени до состојба да нашата рамка, иако е покачена 2 пати во период од кога јас дојдев, сепак тоа се недоволно средства за да ЈП Чистота и Зеленило може да плаќам, ние не можеме ни тековни обврски да плаќаме, а и новиот закон за финансиска дисциплина, кој
се применува, тела тоа ќе отежне работата дополнително на сите јавни предпријатија и доколку државата не интервенира со системско решение прво во отпишување на овие фамозни камати и до репрограмирање на долговите, сите јавни предпријатија нема да може да функционираат. Тоа се работи за кои треба да решава владата, општината бидејќи не основала, нити една општина има толку многу средства за да може овие предпријатија да ги избавува од вакви состојби. Па во конкретни случаи, значи станува збор за правосилни извршни пресуди навработени на повеќе, значи дел од нив се уште работа таму, кои што имаат поведена постапка во текот на 2021 година за неисплатен К15 за 18, 19 и 20 и новогодишен надоместок за истиот период. Тие пресуди се правосилни, извршни, се правеа напори, значи, да делот, мислам, да најдеме начин некако доброволно да биде исплатено од страна на должникот, на јавното предпријатие, меѓутоа не се најде нешто не најдовме некој заеднички јазик, нити пак некоја волја од нивна страна и бидејќи претеше застареност на поведување на таа извршна постапка, тие постапки, мислам, овие правосилни пресуди премина во постапка за извршување. И во текот на таа извршна постапка од страна на должникот на јавното предпријатие беше истакнато барање за изземање на средства на должникот, меѓу кои спаѓаат, значи, возила, товарни патнички возила, инвентар внатре, алати што се за работа, недвижности кои што ги поседува должникот и по тоа барање за изземање од страна на насловниот суд, значи Основен суд Куманово, е донесено правосилно и извршно решение каде што дел е усвоено тоа барање, значи надлежниот суд ги изема како основни средства кои што не можат да бидат предмет на извршување во извршна постапка, товарните возила, патничките возила и дел од некој сите инвентар алат кои што се нужни и неопходни за обавување на основната дејност на јавното предпријатие, додека другиот канцелариски инвентар, недвижностите што ги поседува, ги одби како неосновани и од таа причина, значи, тие средства може да бидат предмет на извршна постапка. Па како што и надлежниот суд во своето решение наведува дека тие средства не се неопходни за вршење и дека можат на друг начин да се обавуваат истите. Бидејќи основната дејност е собирање на отпад и смет во општина Куманово. Само да се најде, значи, средства дали преку помош од самата општина или предпријатието да најде средства и да ги исплати вработените.